Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студија. Овде со мене во студиото е Сенка Андриева, општински инспектор за животна средина. Добре ни дојдовте во нашата утринска емисија рано наутро. Добре ме најдов. Така еве за почеток да дадеме еден повед на нашиот разговор, која е работната задача на еден инспектор за животна средина и каде се вршите инспекцијски надзор? Па вака пред се би почнала, значи едно кратко обраќање дека инспекцијата за животна средина е широк поим на деловење затоа што животна средина е големо законодавство. Не станува збор за еден закон, но некаде имаме реплика околу 3-14 закони, така што јас како инспектор моментално во општина Штип ги споделувам и ги контролирам сите тие 13 до 14 закони. Значи, настапуваме пред се најмногу одиме кај правниот тип на субјекти или правните лица кои што вршат некој тип на загадување кон животната средина, но не се, да речеме, оставени настрана или извадени од оптеки физичките лица. Така што, значи, поголем дојам на казнување постои кај правниот субјект, бидејќи станува збор за фирма, но и физичките лица според висината на казната, кога ќе добие одреден степен на казнување, за него е висока цена. Така. Еве од досегашното ваше искуство, можете ли да дадете една оценка за Штипјани, колку тие се грижат за животната средина? Па да ви кажам најискрено дека кога гледаме реално кон цела таа слика што е животна средина, како и на кој начин ја почитуваат мештаните, поточно граѓаните на општина Штип, можеме едно да речеме во ред, но не до толку дека е екстра добро, затоа што животната средина е, како што реков, широк опсег на деловење. Значи, едно е вода, воздух, пошва, трите насоки, но овде имаме и бука, имаме и отпад, имаме и било каков тип на загадување. Ние така го велиме тоа загадување, затоа што и правните и физичките лица загадуваат кон животната средина у било кој спектар. Делувањето од страна на инспекцијата кон животната средина, поточно за контрола што како се загадува, може да се рече дека е еден степен подобрено во однос на тоа што беше. Бидејќи уредбите кои што излегува од 36/2012 службениот весник им налегаат на правните лица да поседуваат елаборати и уредбите кои излегуваат да поседуваат без дозволи. Така што со помош на тие која е постапката за издавање на тие дозволи? Само би сакала да кажам, со помош на тие документации, ние така и велиме, се обврзува правниот субјект да ја заштити животната средина. Не би сакала пак да се повтора кон сите видови на медиуми, вода, воздух, почва. Тоа е една широка офанзива на медиуми, но тука имаме и низа други. Вода, мислам, бучава, отпад и ред други работи, сето тоа влие еден степен на животната средина. Со помош на тие лаборати без дозволи, кои што ги залага општината, тие се обврзуваат да ја заштитат од страна на својот технолошки процес животната средина од страна на фирмата. Но физичкото лице, доколку се појави хаварија или штета кон животната средина, тоа не обсега да поднесува елаборат, него со мандатни казни се казнува. Така еве, пред 2 до 3 месеци имавме загадување на Брегалница која што беше обојана во црвено, што беше на вистина загрижувачка состојка за општото население. Еве, доколку загадувањето е предизвикано од човечки фактор, колкава е казната? Па би рекла, кога би разгледувале на детално, само би кажала дека законот за животна средина, кога речам законот за животна, велам на целото законодавство во животна средина. Станува збор за многу високи казни, и то од 4-цифрени па до 600-цифрени. Така што, кога ќе разгледаме една просечна плата или пензија на физичко лице, зимам во обсек, да му дајте не 50 евра казна, да му дајте 6000 евра, тоа се огромни суми. Но направен субјект стига и до 200-250 илјади евра, па макар и повеќе. На кој начин ви кажувам дека ги обврзуваме самите правни субјекти, затоа што казната во Законот за животна средина носи висока сума,
да се обврзат, да го заштитат околниот дел, значи животната средина од својот технолошки процес, за восврт казните се превисоки. Едно е да се плати казна, а друго е да се заштити. Значи имаат двонасока. Едно и ќе платат казна, едно и да заштитат после од својот технолошки процес. Така, еве што се однесува до гостителските објекти кои што повеќето се наоѓаат во населено место, а еве законски тие може да бидат казнети доколку предизвикуваат бучево, односно го нарушуваат јавниот мир за населението. Точно. Верувајте дека секаде постојат таков тип гостителски објекти. Според локацијата, некој во централно градско подршје, некој на излез од град, некој на понастрано од урбанизирано место и сите ти предизвикуваат буча. Дали угостителски објект било кафе, бар, дискотека, ноќен клуб или ресторант. Независно, значи дури бучава предизвикува и самиот, ајде да кажеме, фирма, тишлерски дуќан, работелница, механичарство и слично. Значи, сето тоа предизвикува одреден степен на бучва. Но, доколку се појави одредено поплакување, да кажеме, или пријави донесени до општински инспектор, за кои се тенденцира појава на вишок бучава, тие излегуваат на терен, значи инспекцијата излегува на терен со помош на асистенција од СВР-Штип, се прави одреден степен на мерење, затоа што СВР-Штип имаат баштиран фонометар, во кој ти мерат бучава, со помош на извештајот што го добива од фонометарот, инспекцијата наредува да се превземат одредени алтернативи за да се заштити понатамошен спектар на бучава, а воедно и доколку, значи постојат несогласици и неспоразум меѓу самиот субјект и инспекцијата, настапуваат и казнувања. Така. А еве, од поодамна вие спроведовте и проект во училиштето во Штип наречен Екозона. Дали успешно се реализира тој проект и сега? Така, мислам дека тоа е едно од најголемите, може се рече, делови за размислување за тоа што како би настапиле ние да ја заштитиме животната средина и да ја зачуваме, значи воедно двонасочно, така што ако не превземеме одредени алтернативи за да се заштити и зачува. На кој начин? Да се воведат тие термофасади, да се постават тие сончеви колектори, да се смене самиот интериер на училиштата, се заштити согорувањето на нафта за да се загрее самата училишна зграда, во кој еден податок доста корисен, за да согориш, или како вели, за да направиш ти 1 киловат час струја, ти продуцираш некаде околу 1 тон CO2. Сето тоа штитно делува на озонската обвивка, а сите знаеме што значи озонска обвивка за самиот жив свет на планетата. Значи, доколку самите институции превземат одредени спектри за да се заштитат и на кој начин за да ја зачуваат животната средина со самото тие обновливи енергетски ресурси. Тие планови, тие хортикултурни оплеменување, то садење дрвца, то тревно хортикултурно цвеќење и слично. Значи, тоа се само дел од сегментите или од мозаикот заштити и зачувување на животна средина. Така. Еве, можете ли да споделите заедно со нас и за нашите гледачи од вашето излегување на терен? Каде се најчесто се наоѓате неправилности? Да ви кажам најискрено, доколку насочиме само еден субјект, да речеме физичко или правно лице, ќе бидеме многу ригорозни. Значи, постои разнообразие, а сето тоа разнообразие го повлекува инспекторот постојно да делува на терен. Било да оди по фирми, значи правни лица, било да оди ке физички проблем. Така што целата тенденција на инспекцијата, било јас, било колеги комунални, било колеги од некој друг сектор на инспектори во општината, е да му објаснат или да му советуваат или да го казнат до тој степен одговорниот, за да ја среди хаваријата која ја направил и воедно да плати зошто, за да не се случи повтор. Така. Значи, разнообразието постои, не можеме сега со сигурно да кажеме да тие се најлоши, тие се многу подобри, затоа што ќе биеме многу нефер цела ситуација. Еве, например, дали луѓето сами доаѓаат да пријават некои неправилности кои што ја нарушуваат животната средина?
Така, верувате дека постои, било да било поединка, мислам поединка граѓанин, или да било петиција. Повеќе души напишани на лист хартија во кои го изјавуваат својот проблем. Настапувањето од страна на инспекцијата, било јас, било кој други, одиме до тој степен да го средиме проблемот, воедно да не се продуцира воиднин. Доколку се појави неспоразум, значи се настапи на, што велиме ние, на недобар разговор кон самиот одговорен, тогаш настапуваат мандитирањата или казнувањата и пак се настапува да се среди проблем. Зошто? Затоа што во иднина тие луѓе, мислам таа петиција од граѓани, пак ќе го имаат проблем. Поентата на инспекторот да го сопре делувањето за појава на проблемот и воедно да го казни сторител. Така. Еве, например, за прекршување на некои неправилности што им се изречува парична казна, дали на приватните, дали на физичките лица, мислете ли дека е доволно паричната казна да го мотивира човекот да повеќе да се грижи за животната средина? Дали мисли дека е потребно да се спроведуваат повеќе проекти или работилници или обуки за бидејќи, нели, за подобро да се зачува животната средина? Би се сложила и со ова и обуки и работилници, зошто не? Секојаш прашалник можеш да поставиш на било кое размислување. Но јас би сакала само едно. Доколку му удриш на човек по джеп, ќе свати дека грешил, но не и секојаш така. Не е секојаш така. Значи имаме, како велат, нож со две острици. Еднаш делува, еднаш не делува. Затоа пак ќе се повторам дека настапувањето на инспекцијата не е само да казнува. Точно. Зошто само да казнува? Дај ќе те казниме. Да, бидејќи еве, например, има случаеви кога некој има да плати и не му е проблем да плати некоја висока сума, но некој од немарливост или ненамерно затоа настапуваат така. Затоа са тие по некоја инструкција, јас мислам инспекторите се советници инспектори. Значи поентулно гледано или поентата на цело делување, дај да средите, има проблем, има хаварија, се деси хаварија. Што рековте? Се може да се случи од недоразбирање, неспоразуми, се десило или не знам што. Ти, ако излезеш во сусрет да си го средиш проблемот, казната што ќе ти дојде за да платиш ќе биде многу помалак, но ќе го средиш проблем. Во однос на твоето тврдоглаво однесување, што ќе биде, па ви реков, од 4 цифрена до 6 цифрена сума. Законот за животна средина тоа го гласи. Немаме овде 50 евра, 100 евра. Мојот закон, конкретно тамо кај што работам, јас почнува од 6000 евра до 250. Така, навистина, тоа е висока сума која што... Ако имаш ти доволно пари за да ги платиш, ти ги плати. Ми одговара да ги платиш. Но пак ќе осредиш проблем. Тоа што јас утре пак ќе дојдам. Така. Тука е разликата. Дали ме разбира? А ти го среди проблемот, а тоа што си е направила хаваријата, ќе платиш со подруга сума. Точно. Доколку најдеме одредено, како велат, медијација избор. Така има закон одредени ставки. Така, еве напоменавме дека имавте проект со училиштата Екозона, дали е во план да се реализираат во иднина некои други проекти се за заштита на животната средина? Па, верувате ова што го реков пред малку, ОР или обновливи енергетски ресурси, едно од најдобрите ставки. Останатото хортикултурно оплеменување и сето тоа знаеме акција Ден на дрво, дека се најголемите акции кои што постојат во Македонија, кои што ја збогатуваат самата училишна сфера. Но обновливи енергетски ресурси е број 1. Зошто? Ако се користат 60 тона, карикирам, нафта за да загрееш училишна зграда огромна, со самата промена на интериерот на самите, да речеме, џамови и врати, многу е потребно за да се заштити од потрошување нафта. Не за сумата на чинење, него за загадувањето во амбиенталниот воздух. Значи, сето тоа повлекува, како велиме ние, хиерархијски циклус на природниот циклус. Така. Еве, јас ќе ве замолам да повторите уште еднаш доколку не е проблем со издавањето на еколошкиот елаборат.
каква е процедурата за издавање дозвола на компаниите или фирмите. Вака сега, секој правен субјект, буквално секој правен субјект, значи, со исклучок, да не ги земеме во предвид колонијалните продавници, тоа се правни субјекти, тобаковците, подлежат на тие еколошки елаборати. Значи, секој правен субјект, доколку навремено, дали било ресторан или тишлерска работилница или механичарски дуќан, мора да поседува елаборат, во кој е наведена целата технологија, јас така велам, целиот технолошки процес на внатрешноста на правниот субјект. Но, елаборатите се ти, но бедозволите, постојат бедозволи за согласување со оперативен план. Веќе не постои оперативен план, како правен субјект ти не си должен да изработуваш оперативен план, него ќе направиш бедозвола. Според урникот 04 од 2006 во службен весник и врз база на таа бедозвола ти го објаснува целиот процес, технолошки процес, според капацитетот, што ти ќе работи и тој ќе функционира во општината. Нема оперативни планови. Ќе го направиме ова, ќе го направиме она, ќе биде вака, ќе биде... Се треба да биде направено за да ти помине бедозволот. Врз база на таа бедозвола инспекторот прави надзор и ревизија што како има тој технолошки процес. Доколку едно ќе биде ќе ископаме јама, не постои, нема да се одобри бедозволот. Значи треба да постои јамата за да помине бедозволот. Еве, јас ќе ве замолам да споделите со нашите гледачи нешто друго што е важно, а јас еве не сум ве прашала за приватните и за физичките лица, како до заштита на животната средина, еден апел да упатите до нашите гледачи. Најбитно тоа што сега спомнав бедозволите и елаборатите, мислам дека тоа е и мое секојдневно работење, затоа што работата на инспекторот е токму тоа. И плюс петицијата која ќе стаси или поплаката од граѓани на општина Штеп, во кој бара одредено согледување од страна на инспекторот, така да мислам дека и заштитата на животната средина со неконтролираното исфрлање на шут, отпад, комунален или било која друга форма на отпад, инертен, комерцијален, сите знаеме што е тоа, затоа што општина Штип е една од општините во Источна Македонија што има депонија за инертен отпад. Тоа е локацијата која порано се нарекува, сега се нарекува кај крстот, порано е била депонија. Нејзина цел е да се тампонира шутот на тоа место. Сите знаеме шут што е. Доколку тракторот што ќе го наполниме со разрушевини, го однесеме до крстот, ќе не кошта повеќе, но ќе ја заштитиме околината ако не го истуриме. Самите себе. Така кај што ни е најблиско. Тоа би сакала, доколку малку свеста, а веќе се покрене, еве јас сум 10 години инспектор за животна средина, се покрене од тоа што беше. Значи ние можеме, зашто да се тепаме по джебот кога можеме со свеста да размислиме и да разработиме. До правниот, ајде да речеме субјект, конкретно, до цела конфигурација правни субјекти би сакала посериозно да го разберат што е тоа што работат во самите фирми. Оти секојаш добивам на одговор, само што ова би го кажа, јас не загадувам. Викам застани и седни да се договорим и почнувам. Тоа кај ти е, ама сега јас загадувам. Значи, откако се разработе тракалото се најде природа. Ти загадуваш, ама не знаеш. Немој да мислиш дека, ама ја ле печам, јас кифли правам. Може да се каже дека не се доволно едуцирани за тоа. Затоа ви реков. Лесно е да речеш имаш 10.000 евра казна. Јас доаѓам као советник, те советувам мораш да поднесеш, мораш да имаш. Ако ти го прифатиш моето добронамерно изјавување, тогаш ќе настапиме заштита и зачувување на животна средина. Ако ми се тврдоглаво понесеш, тогаш се казнувам. Затоа што не сваќаш дека ти можеш да настапиш. На тој начин, ако дел по дел ја составиме сликата, малку од малку, ќе добиеме почиста животна средина.
Јас многу ви благодарам, овде мора да го завршиме нашиот разговор, толку ни дозволува времето, бидејќи имаме и други содржини предвидени се до 10 часот, значи може да се зборува многу на оваа тема, но во некоја наредна прилика. Ви благодарам уште еднаш што одвоевте време за нашата утринска емисија. Ви благодарам и на вас и баш ми беше мило што ме повикавте и кратко се. Секако задоволството е и наше. Така, почитувани гледачи, ова беше разговорот со Сенка Андреева, општински инспектор за животна средина, а овде ќе направиме една кратка пауза со уште една музичка numera, а потоа се враќаме во студио и продолжуваме се до 10 часот.